Почитувани, предлагам да го започнеме овој наш субир со минута молчење за нашата професорка Сузана Самоновска, која што неодамна е напуштила Скинија. Почитуван академик Фели Бурги, почитуван академик Шефи Капцич, почитувани професори, студенти, гости, колеги, гости од регионот. Еве тука имаме доста, за наша огромна радост, доста гости од регионот. Еве посебно сакам да го поздравам господинот Ружди Радончич, публицист кој што од Америка допатува за овој наш собир, колегата Авни Прешева од Приштина и сите останати кои еве не ги спомнувам поединечно, не можем и на сите имења и да се сетам. Добро дојдовте. Денес сме овде собрани со еден убав повод. Одбележуваме по втор пат, одбележуваме денот на филозофското друштво на Македонија со два настани. Нешто што надеваме дека исто така ќе премине во традиција. Би започнал кратко со денот на филозофското друштво на Македонија. Значи, како што реков, почнавме го одбележуваме минатата година. Како што знаете, друштвото е формирано во далечната 1956 година како филозофско друштво на СРМ, не РСМ, но за жал не можевме да најдеме точен податок за датумот кога е формирано. Така да, она што сигурно го знаеме е дека во овој формат друштвото непрекинато работи од 10 март 2003 година. Од тука, идејата за вакво одбележување. Идејата беше и да се поврзе, доделувањето на наградата филозофска книга за годината од претходната година, со овој датум е исто така и со промоција на еден број од списанија, обичајно оној број кој што останува, не промовират минатата година, вториот есенски број. Сакам во однос на тоа возобновување известно на дејноста на друштвото во 2002 година, 2002, пардон. Трета ги мешам, 2002 беше списанието филозофија. Посебно да истакнам две имења, тука има повеќе заслужни, но веројатно најмногу треба да се спомене покојниот професор доктор Владимир Давчев, кој беше прв председател во тогашното филозофско друштво на Македонија, како и Лазар Фотев, неодменливиот Лазар Фотев, кој што за чие што име се врзани веројатно најважните филозофски иницијативи од почетокот на овој милениум во нашата држава. Освен ова возобновувањето на друштвото, на негова душа лежи и списанијата филозофија. Тоа е во 2002 јуни, првиот број излезен. Ова посебно го истакнам заради тоа што годинава се навршија 25 години од азбуки, на 8 февруари, еве тука имаме еден мал јубилеј. Значи, како што веќе споменав, денешното одбележување ќе се состои од два настани: доделување на наградата Константин Философ за филозофска книга на годината за 2024 година, како и промоција на филозофска трибина 36, еден специјален број,
Ке видите зошто и како, ако веќе не сте видели и запознаени. Не сте се запознали. Еве, значи, ке почнеме со наградата Константин Филозоф и тука малку предисторија. Исто така оваа награда е постановена во 2023 година, со што започна една практика на валоризација на филозофските достигнувања и дострели на нашите колеги, на творештвото. Наградата се востанови во 3 категории: животно дело, филозофска книга на годината и млад истражувач. Освен филозофска книга на годината, која што се доделува во март, другите две награди се доделуваат на денот на Светскиот ден на филозофијата, 3-4 ноември. Значи, во 2023 година беа доделени 2 награди. Еве, мало подсетување пак повторно за досегашните добитници. Прв добитник на наградата за животно дело беше нашиот професор академик Ферид Мухиќ во 2023, додека минатата година оваа награда му припадна на професор доктор Мирко Ѓошевски. Филозофска книга на годината минатата година беше двотомниот филозофски речник Македонска научна и стручна терминологија филозофија, приредена од професорите Иван Чбаровски и Ана Демишковска. Со ова, со денешниот настан, доделувањето на наградата за филозофска книга годината за 2024 година го завршуваме вториот годишен циклус. И, како што знаете, веќе јавно е обзнаната името на добитничката книга и авторот. Јас овде само ќе споменам комисијата и која што одлучуваше по наградата, наградите, не само за оваа, а подоцна ќе дадам збор на еден член од комисијата кој што е тука присутен. Оваа година членови на комисијата се професор доктор Радомир Виденовиќ од Филозофскиот факултет во Ниш, професор доктор Слободанка Марковска, наш професор тука од Филозофскиот факултет при УКИМ, како и Анета Марковска Чубриновска, вореден виш истражувач на Универзитетот Кентербери во Крајчерч, Нов Зеланд. Сега, како што е редот, и давам збор на Слободанка Марковска, која што е единствена тука, едната колешка во Нов Зеланд, а колегата од Ниш за жал се разболе и не може да присуствува на овој свечен настан, па ја замолувам колешката Марковска да ни соопшти наводите одлуката на комисијата. Добар ден, нека ви честити юбилејот и нека се може уште многу долги години плодни со филозофско творештво. Драгиот председател, што кажа дека сите не сме тука сите, ова беше многу интересна комисија, составена од колеги во 3 различни држави. Ајде да почнам. Македонија, Австралија и Србија. Жал ми е што тука не е другарот Буцо, колегата Анета, он би можел да дојде, но и нема да му пожелам добро здравје. Еве го нашиот извештај за доделувањето на оваа награда. Се извинувам. Возраста знае да биде интересна. Можеш да имаш колку сакаш очила. За блиску, далеку и така натаму. Образложение. Ќе читам се по протокол. Филозофско друштво на Македонија. Комисија за доделување на наградата Константин Филозоф. На 17 јануари 2025 година од страна на раководството на Филозофското друштво на Македонија до членовите на комисијата пристигна пријава на конкурсот за доделување на наградата Константин Филозоф за филозофска книга на годината за 2024. Станува збор за книгата за нашите етички основи на професор доктор Дејан Донев, предложена од доктор Денко Скаловски, редовен професор во пензија од нашиот факултет. Комисијата за доделување на наградата Константин Филозоф за избор на филозофска книга на годината за 2024 година
Во состав професор доктор Радомир Виденовиќ, редовен професор во пензија на Филозофскиот факултет во Ниш, професор доктор Слободанка Марковска, редовен професор во пензија на Филозофскиот факултет науки, во Скопје и професор доктор Анета Марковска-Чубдиневска, вонреден виш истражувач на Универзитетот Кентербери во Крајстчърч, Нов Зеланд, ги разгледа рецензијата и образложението за пријавената книга за наградата и по размената на мислењата за оценките и вредностите на книгата со целосна согласност донесоа одлука за доделување на оваа награда. Образложение. Комисијата одлучи да го прогласи делото на Донев за нашите етички основи за филозофска книга на годината, раководејќи се од согледувањето дека тоа ги исполнува условите за наградата Константин Филозоф, зададени во правилникот на Филозофското друштво на Македонија, според кои таа се доделува на оригинален, влијателен и особено значаен труд од областа на филозофијата. Комисијата е на мислење дека делото на Донев е навистина оригинален, влијателен и значаен филозофски труд. Во него се истражуваат корените на македонската етика во формативниот период на словенската писменост и христијанскиот морал. Имајќи го предвид фактот што етичкиот аспект на влијанието на словенските просветители и раното христијанство врз формирањето на македонскиот национален идентитет е недоволно истражена филозофска тема, книгата на Донев јасно се истакнува како оригинален проект во таа насока. Ако на тоа се додаде актуелната општествено-политичка чувствителност на прашањето за потеклото и статусот на македонската национална самобитност и самосвест, оваа книга веднаш се наметнува со својата значајност и потенцијална влијателност во јавниот дискурс. Фокусирајќи го вниманието кон нашите етички основи од преднационалните времиња, таа без друго ќе потикне поголем интерес на популарен интерес на истражувачите за таа тема. Од друга страна, со нејзиниот јасен и научно-популарен стил, насочен кон пошироката читателска публика, таа има и едукативен квалитет и несомнено ќе повлијае и надвор од филозофските кругови. Токму во овој потенцијал за едукативно влијание врз пошироката јавност и јакнење на нејзината национална самосвест се состои и особената важност на книгата. На 122 страници и низ 4 поглавје, книгата на доктор Донев ги разгледува клучните фигури од средновековниот период на територијата на Македонија, кои извршиле релевантно влијание во изградбата на културниот и религискиот карактер, идентитет на словенското население, со посебен осврт на етичкиот елемент во него. Низ првото поглавје се анализираат улогата и влијанието на светите Кирил и Методи во словенското усвојување и разбирање на христијанските етички вредности. Второто поглавје ни го нуди авторовото разбирање на Свети Климентовата етика, додека третото поглавје го дава неговото размислување за етиката на Свети Наумовото чудотворство. Последното поглавје е посветено на социјално-етичката мисла на богомилите и содржи историски приказ на развојот на богомилското учење, дополнет со биографијата на неговиот основач Попот Богомил. Кон крајот на книгата е приклучена обемна библиографија со 139 единици од филозофско-етичката, научната, уметничката, теолошката стручна литература, што е уште еден показател дека книгата на Донев ги задолува стандардите на едно квалитетно научно дело. Во овој научно-популарен труд, следејќи ги истражувачките патеки што ги започна Блаже Конески, авторот го перцепира средновековниот период како значајна историска и културна фаза во формирањето на македонскиот национален идентитет и самобитност, но и како брана од отворените и одпријените напади и негирање на таа самобитност од разни страни. Како што вели авторот, ова е книга за нив.
за оние кои не создадоа и сведочат и не потврдуваат во суштествувањето. Книгата за нашите етички основи на Дејан Донев е залог која отвора широки можности и патишта за осветлувањето на патот на македонската хуманистичка и етичка мисла. Во Скопје на 25 февруари, тогаш ја донесовме одлуката, 2025 година, комисија председател професор доктор Радомир Виденовиќ, професор доктор Слободанка Марковска и професор доктор Марковска Чубриновска. Аплауз. Благодарам, професор Телатовска. Сега го повикувам славниот Никор Дејан Донев да се придружи, да го биде врачен на наградата и да се обрати да се обрати. Тони, кај се слики да направиш? Ајде прва да избегте на тајна. Дака, не, само момент. Реков Да видиш одава. Сега. Нека причека малку. Полени Дејане, со среќа, со успех, очекуваме нови дела. Ејде. Да се доближи. Овој дел со сликањето да го промениш. И столата да. А што да призам? Јасно. Благодарам, повеќе колега Дејан. Добар ден. Добар ден и убав ден. И да се почне и неделата, меѓутоа и честит ден во делот на прославата на Македонското филозофско друштво. Среќа во несреќа. Среќата е тоа што добивате вакво дело, кое што не беше пишувано токму за овој период и токму сега, меѓутоа се погоди во услови, во време, невреме, кога не притискаат од сите страни и сакаат така лесно со гумичка нели да не избришат, иако философијата како мајка на сите останати науки, а тоа верувам дека во поголем процент го знаат присутните, но истото сознание треба да биде дисперзирано и до оние кои што не го знаат. Среќата е токму со едно вакво дело или со еден ваков обид што е можно погласно да се застане на барикадите и да се покаже дека ние сме тука и не можете да не избришете. Особено ако знаете дека философија е со С, а не со З, уште повеќе би требало да го славите тоа, а не Зофија. И во еден таков трагичен момент во кој што сме, ми се чини дека ова доаѓа како мевлем на душа, меѓутоа и како лек наспроти она грозно заразна настинка на незнаење. Сега, во однос на самата идеја зошто, како сето ова се случи, жал ми е председателот на комисијата Буцо не е овде, професор Радомир Виденовиќ, меѓутоа во 2006 он објави една книга која што се вика Уметноста на етиката и во која стои една клучна реченица, која што ми беше, се погоди случајно, меѓутоа добар лајт мотив за приказната. Кризата на моралот, вели, е криза и на човекот. Поголема или помала, таа е непрестана. Со еден таков однос во делот на тоа што е општеството, каков е моралот и како треба да действуваме, пред едно 15, па може би 18 до 20 години, на Филозофскиот факултет во Сплит се одржа за прв пат една манифестација која што се вика, се уште значи постои, Медитерански корени на философијата. И таму се пријавив уште на првото неизино издание, токму со кој друг ако не со Константин Философ, односно заедно со неговиот брат, во делот на етичките пораки кои што ги дисперзираат веќе години и години, илјадници години. Значи, идејата беше
да се пријавам, да учествувам, но никој не предпоставуваше, барем се до почетокот на моето излагање, дека тоа ќе прерасне во една идеја која што е после 15-20 години конечно е во еден формат, направена, дотерана, затоа што првичната идеја беше поразлична од тоа. Меѓутоа, кога се појави организаторот на таа конференција, во тогашно време, ми се чини, беше главен секретар на Светската федерација за философија, професорот Кукоч, и кој што рече, вие колега од пред 20 години, па да речам на почетоците, се уште сте млад, и ве гледа од каде доаѓате. И пред да кажам од каде, тој рече, да, вие доаѓате од доле. Реков грешно, ја доаѓам од југ. И затоа книгата токму започнува со еден цитат на Шопов, кој вели, доаѓам од југ, од Македонија. Од една земја на стари паметници на културата, на црното сонце, на игото и долготрајниот јарем, каде што крстот на судбината е полесен од пепелта на минатото, и така натаму, и така натаму. И тој рече, да, во ред. И тогаш реков, во ред. И јас ќе продолжам со таа идеја и до година повторно ќе ви дојдам со Свети Климент. Свети Клемент, не Свети Климент. Па третата година со Свети Наум, четвртата пријавив, но секнаа пари у тоа време, нели? Но не секна идејата да се доврши за богомилите. И ова што го имаме во моментот, благодарение на пред се комисијата, на објективноста, Дрим тимот кој што победува не се менува, почнувајќи од еден интересен лик, јас би рекол во три можни формулации. Прва како несуден ментор, очигледно, после 15 години соработка, и се уште соработуваме, иако замина во пензија, но е активен. И натаму не се предава. Второ, во улога на оној кој што е константно, демначна се она што ќе напишам, во позитивна смисла на зборот, нели, тој премногу се врти, тоа е професорот Скаловски, и трето, во улога професорот Скаловски, што би рекол мојот друг професор Джепаровски, дежурен рецензент. Затоа што, колку што мене, толку и нему му беше потребен тој дел од соработката како таква. Уште повеќе институтот, кој што е секојаш зад мене, и во услови кога треба поддршка, меѓутоа и во услови кога не треба, тој секојаш овде. Почнувајќи од професорката Димишковска, па преку професорката Тодоровска, која што е и рецензент, заедно со професорот Скаловски, но од здравствени причини се извини, честита, се извини, но не може да присуствува денес, па се до оној кој што даде една фантастична идеја на корицата и кој што не е тука, но има свој представник, а во колоквијалниот јазик, нели, оваа идеја и неговата улога во тоа, ја нарекуваме, барем во потесниот дел од семејството, скопскиот тато и мама, но фотографот овде во моментот, идејното решение негово, за жал не е овде, меѓутоа исто како да е присутен, па понатаму, а да не заборавам никој, во оној кој го опакуваше сето тоа, во оној кој што го лекторираше, Дрим тимот не се менува. И пред да ми искара дека некој ќе заборавам, додека се уште памтам, не последни по значење, меѓутоа тоа е тука се всушност и поширокото семејство, биолошките родители. Меѓутоа и потесното семејство во помлада и постара и повозрасно издание, кои што си ја знаат таа жртва кога се пишува нешто, извинете се пишува, сето останато оди на стендбај. Зошто? Затоа што влогот е многу голем, а оправданоста на тој влог само во неколку реченици би ви ја илустрирал во она што дури и во самиот вовет на книгата го ставив на големиот Павол Вук Павловиќ, кој вели на народот во кој не се угаснала волјата за одржување на својот свет, што значи во битност и на својот живот во обстанокот на самобитноста, нужно му е дадена должност перманентно да води сметка за целото свој културно наследство во слободен однос кон него, а според барањата на својата иднина,
да ја освежува и осветува својата традиција и да истрае во своето неотуѓиво право и да ја брани од разорни сили. Се надевам дека укажаната доверба ја оправдав, комисијата вели да, сега на потек е по широката јавност. Благодарам.